Добро вечер, гледате Топ тема. Во каква финансиска кондиција се општините? Ќе може ли новите градоначалници да ги реализираат ветувањата дадени во изборната кампања или ќе бараат изговори дека општинската каса е празна? Ова се дел од темите за кои вечерва ќе разговарам со моите соговорници. Во студиото ги имам универзитетскиот професор Борче Треновски. Добро вечер. Добре, Недов. Благица Петрески, Finance Think. Добро вечер и за вас. Герман Филков, Центар за граѓански комуникации. Добро вечер и за вас. Ја најавив темата за која што ќе разговараме и ќе посветиме најголем дел од емисијата вечерва, меѓутоа она што за почеток би сакала да го искоментирате е извештајот на Европската комисија, раст на плати и пензии, одложување на фискалната консолидација, сето тоа резултира со дефицит. Еве Треновски, ќе почнам со вас. Па видите, извештајот и она што беше напишано во извештајот не е ништо ново. Дискусиите поврзани со овие теми траат веќе подолг период, односно овие предизвици се нотирани, дискутирани, пред се беа дискутирани уште изминатата недела кога беше отворена дебатата за буџетот. Посебно сега, посебно во делот на економскиот дел, ако би можеле да наречеме, јасно е дека фискалната позиција не е сјајна на нашата држава, односно долго спомнуватата фискална одржливост треба да ја посветиме поголемо внимание, од смисла што фискална одржливост не значи дека вие не можете да го вратите долгот, него ќе бидете во ситуација да правите такви промени и кратење во вашите политики што ќе наштетите на определени социјални, економски и други програми кои ги имате во вашиот буџет. Што покажа овие забелешки кои ги видовме сега? На позитивната страна стои растот, кој е генерално поддржан од јавните инвестиции и приватната потрошувачка, знаеме од големите проекти кои се реализираат, исто така е спомнато дека сме подготвени во делот на конкуренција, односно позитивно придонесуваат реформите во дигитализацијата, образованието, посебно средното стручно образование. Тоа се наведени како посветли точки, меѓутоа на другата страна долго познатите стари болки, едната е поврзана со јавните инвестиции, односно на кој начин, како реализацијата на јавните инвестиции, посебно да отвориме темата за нивните ефекти. Тоа е па уште една болка за која може да се разговара. Втората работа е исто така долго спомнатата неформална економија. Тоа е најголемиот резервар кој согласно сите пресметки може за 30 до 40% да го зголеми потенцијалот за раст на нашата земја. Че 1/3 од таа економија е таму. Таа влијае на конкуренцијата и на пазарот на труд и на економскиот потенцијал и на сите варијабли кои ги имат. Таа е втората работа и на социјалната сфера, тука е структурата на пензии, плати и така натаму. Не сме против зголемување на пензии и плати, тоа не е поврзано со тоа. Поврзано е со структурата и одржливоста на системот на економијата. Со последните зголемувања ние сме веќе 91-92% фиксен дел од буџетот. Социјални, односно тековни трансфери кои би ги нарекле. Тука се пензии, плати и така натаму. Значи на среден рок тоа го инхибира потенцијалот за раст. Така да забелешките стојат, меѓутоа не е ова од сега, ова е потреба, односно повик за поголема структурна промена во економијата. Страдаат и капиталните инвестиции. Така, во извештајот нотира проблеми кои што долго време сме ги дискутирале и сме ги апелирале како ризици и се согласувам со колегата дека не е изненадување извештајот, меѓутоа ќе бидам попрецизна, каде што викаме дека еден од поголемите структурни забелешки кои што извештајот ги дава се во делот на фискалната консолидација, каде што забележуваме дека имаме одложена фискална консолидација и особено дава остар тон во делот на одложување на примената на законот за буџети, каде што едно од вкупните правила е почитување на буџетскиот дефицит и јавниот долг. Во моментот тоа согласување се одложува дури до 2027 година и уште минатата година апелиравме дека кај нас буџетскиот дефицит е главно структурен проблем. Од тука не би можеле ние да очекуваме посериозна фискална консолидација доколку не направиме внатрешни структурни промени на начинот на кој што се трошат јавните средства или на начинот на кој што се прибираат. Едно од очекувањата во делот на приходите беше справување со неформалната економија на таков начин прибирање на поголеми средства, меѓутоа извештајот тука повторно нотира дека не се забележуваат структурни реформи кои што се во насока на прибирање на таков износ на средства. Понатаму извештајот еден дел од проблемите кои што ги нотира се во делот на инфлацијата, каде што упатува дека иако монетарната политика е рестриктивна и генерално се справува со инфлацијата, сепак фискалната политика не е во иста линија со тој тон, односно особено дава критички осврт во делот на порастот на платите и на повисоко зголемување на платите над
на усогласување, како и линеарното зголемување на пензиите кое што не е во линија со индексацијата. Во делот на пазар на труд, иако бележи одреден прогрес, сепак и понатаму структурните проблеми кои што се однесуваат на јазовите, кои што се однесуваат на ниската активација, се детектирани и севкупно, ако може да заклучиме, извештајот детектира дека ние во делот на имплементацијата на структурни реформи каскаме и тоа и понатаму ни представува сериозен предизвик на како економија. Филков, во делот на јавните набавки ограничен напредок се забележува тоа само во делот дека ажурирана страната на системот за електронскиот систем за јавни набавки. Па нема, како и што спомна колегите, не е поразлично и во јавните набавки, не е ништо, знаете, кога барем ние кога го читаме извештајот, кога го чекаме да го прочитаме, само гледаме што тоа што сме зборувале цела година ќе се најде таму, односно што на Европската унија и е важно да се најде таму. Овој пат во делот за јавните набавки критиките се за ниската конкуренција на тендерите, после долго години раст забележа лани прв пат, годинава исто така очекуваме падна под 3%, под 3 учесници на тендер, долго стигавме до 3, дојдовме до 3,03, меѓутоа сега повторно паднавме на 2. И второто поле на критика е прекомерното употребување на најниската цена како критериум за донесување на одлуката кој ќе го добие тендерот. Тоа не само што најниската цена не овозможува најисплатливиот производ или услуга да се купи, туку најниската цена исто така овозможува најлесно да се намести тендерот. Затоа Европската унија на неколку места апострофира за прекомерната употреба на најниската цена и исто така на неколку места забележува за немањето контрола во јавните набавки. Единствената контрола, знаеме, со измените на законот што ги донесе новата власт се укина. Европската унија тука срамежливо не го кажува тоа, како не го нотира така, меѓутоа го нотира дека антикорупцијската комисија имала забелешки и негативно се изразила за тие измени на законот. Мала финта имаат употребено, меѓутоа критиката е во тој дел и дека во проценката на ризици во работењето на институциите никаде не се проценуваат или не се земаат ризиците од корупција во јавните набавки. Ке се надодам на искажувањето и на Борче и на Благица. Замислете, па од 1,5 милиарда евра јавни набавки, каде што најмалку 30% е корупција, односно завршуваат во приватни джепови, замислете па да ја намалиме корупцијата. Колку пари па овде би се ослободиле заедно со сивата економија, тоа е навистина еден голем потенцијал за внатрешни пари, односно ослободување на внатрешни ресурси за таа фамозна буџетска консолидација што постојано ни е како проблем бака во земја. Да, за која со години. Само да спомнам во однос на јавните набавки, е интересно да ги отвориме и прашањата што стојат зад тие резултати. Зошто нема конкуренција? Дали е заради тоа што не плаќа, дали е заради околината која се движи. Тоа е магевсан круг. Зошто се менува планот за јавни набавки? Во чие средиште повторно е корупцијата. Голем дел од индикаторите и црвените знамиња кои се евидентирани треба да отвориме само зошто и да навлеземе внатре и ќе покажеме затоа што јавните набавки се движечката сила на реализација на буџетот. И на централно и на локално ниво. Без нив вие не можете да ги реализирате, а тие се па тесна низа процеси од правни, економски, мониторинг процеси и така натаму. Не би сакал да одземам повеќе време. Ако нотираме тоа не само дома ние, туку еве и од надвор, ако ни стигаат постојано такви забелешки, прашањето е дали немаме капацитет да се справиме или не сакаме како држава. Немаме волја, секако ние имаме нотирано точно сите причини зашто е ниска конкуренцијата. Во средиштето е сепак корупцијата, бидејќи ако едни исти добиваат тендери, никој не, да кажам, не губи време да поднесе понуда, знаејќи дека нема да добие. Тоа е во суштината, меѓутоа исто така и непрепознавање на судирот на интереси. Вие имате сега се почесто во сите институции надворешни лица ги прават набавките без никаква трага дека учествувале,
каде што судирот на интереси, како да ви кажам, може да царува. Меѓутоа, видите, има црвени знамиња кои се евидентирани и објавени. Дај да видиме дали има реакција кон тие институции по она што каже истото. Колешката Благица само спомна на приходната страна е прибирањето на приходи и тоа е спомнато во извештајот. Дали имаме, знаете дека на пример од ДДВ проценките на Светска банка се дека 2/3 не се собира. Зборуваме за стотици милиони. Данокот на имот и така натаму, на расходната се јавните набавки. Значи тоа се двете страни на буџетот. Секако ќе продолжиме и на оваа тема ќе имаме и посебна емисија да продолжиме за она за што вечерва најавивме и ја отворивме оваа дебата во студиото на Топ тема, но дебатата ќе стартува веднаш после рекламите. Назад сме во Топ тема. Герман Филков, Борче Треновски, Благица Петрески, мои соговорници и вечерва. Петрески, ќе почнам во овој дел со вас, оглед дека ева завршија изборите, се да слушавме во кампањата најразлични ветувања од страна на кандидатите за градоначалници и од идните и нови градоначалници, но она што сега е прашање, а добар дел во нив и низ на дебатата не видовме конкретни одговори како и од каде ќе најдат пари за она што го ветуваат во програмите, дури кај најголемиот дел немаше ни колку чинат нивните програми. Прашањето е, ќе успеат ли да ги реализираат ветувањата, имаат ли пари, како стојат општините на тоа поле? Видите, ако цениме од аспект на тоа каква е приходната структура на општините, генерално располагаат со многу ограничена приходна структура. Значи, понатаму во голем дел зависат од централниот буџет и од блок дотациите, кои што пак знаеме дека се поврзани со пренесените надлежности. И оној дел кој што општините го прибираат од сопствени средства, многу ограничено учествува во нивните вкупни приходи, каде што имаат маневарски простор за слободно трошење на нивните средства. Кај најуспешните општини кои што имаат најголемо учество, на пример на данок на имот, тој не учествува повеќе од 10-11% и тоа се многу мала група на општини. Значи тоа се најбогатите општини, Илинден, Карпош, Центар. Значи тоа се 5 до 10 општини кои што можат да си дозволат таков луксус со такво учество на овој данок на имот во нивните вкупни приходи, каде што им овозможува понатаму слободно да го користат. Ако гледаме од аспект на расходната страна, исто понатаму ќе забележиме дека најголемо извршување на буџетот имаме кај делот на плати и услуги, понатаму имаме кај стоки, во делот на капиталните расходи се многу ограничени, односно и имаме ограничен износ на алокација на средства, но и понатаму алоцираните средства имаат најниска стапка на реализација. Таа е во просек 68% и ова е некој просек во делот на капиталните инвестиции. Меѓутоа, помеѓу општините има страшно хетерогена структура. Значи имаме општини кои што ги извршуваат овие капитални расходи до фантастично ниво од над 90%, но има општини кои што имаат под 30% реализација, што упатува дека капиталната и развојната структура е многу ограничена кај општините. Од друга страна, ако гледаме какви се долговите на општините, пак тоа е трет веќе проблем, ќе забележиме дека во вкупните доспеани долгови кои што се на општините се припишуваат 9%, но ако ги додадеме на тоа и оние јавни долгови на предпријатијата кои што се основани од општините, веќе доаѓаме до 25% од доспеаните неисплатени долгови да отпаѓаат на општините. Ако понатаму ги анализираме што значат овие долгови, имаме општини каде што половина од вкупните приходи кои општината ги има, треба да ги даде за долгови, тоа се за отплата на долгови, толку изнесува нивните долгови, а овој износ е неколкукратно повисок од нивните вкупни даночни приходи и неколкукратно повисок од износот на капитални расходи. Така што вкупната слика за општините покажува дека на вистина моќта на општините за реализација на некои прогресивни ветувања е многу ограничена, но сепак треба да прво општините да
поводат сметка за нивната фискална дисциплина, второ да поводат сметка за усогласување на потребите на граѓаните со она што тие треба да го исполнат. И на крај, жално е да се спомене, меѓутоа во цела изборна кампања беше сведена на чистење на ѓубрето и на основните елементарни услуги кои што општината треба да ги исполни. Јас се надевам искрено дека во следниот циклус на 4 години тоа нема да биде предмет на дискусија, туку тоа ќе биде една од редовните активности која што во континуитет им стојат тие ветувања кои што практично им се обврска да ги спроведат, а во нивните програми на голем дел од нив ќе се забележи дека ќе реализираат чистење или некои други такви обврски кои што ги имаат. Еве Треновски ги спомна Благица задолженоста на општините и на јавните предпријатија. Ние сме сведоци дека општините и претходно имаат долгови кои што државата им ги практично отпишуваше или им обезбедуваше финансии на некој начин за тие долгови да им бидат намалени и отплатени. Како навлегуваат повторно во вакви долгови? За да елаборираме како доаѓаат долговите, пошто долговите, неизмирените обврски се резултат на повеќе активности кои се преземаат, односно или не се преземаат во рамките на општини. Повторно ќе се вратам нова дали може да ги исполнат ветувањата и односно на приходната и на расходната страна, за да видиме како остануваат долговите и задолженоста на општините, односно ќе го спомнам на крајстиот дел. Најпрвен дали може да ги реализираат ветувањата, не можам да одолеам да не го спомнам ова, пошто го дискутирам со повеќе општини во изминатите 15-20 години. Како завршува кампањата? Она што се случува во следната недела, односно оваа недела, доаѓа градоначалникот и му дава програмата на администрацијата на маса. Треба да ја реализирам. Она што ќе се случи во следните месец до 3 ќе се соочат, ќе се судрат капацитетите на општината со програмата која ќе треба да се спроведе. Да, но тогаш често одговорите кога ги прашуваме, не знаевме во каква финансиска кондиција тие секогаш не се исти. Со што ќе се соочат градоначалникот кога ќе влезе? Најпрвен финансиската состојба. Добро рековте. Колкава е. Сега мора да имате ушене превид. Јас ќе зборам попластично и многу прагматично за да сватите што може да се случи. Дел од фактурите и побарувањата кои не се доставени до сега ќе доаѓаат до доспевање сега. Што значи може и да се промени финансиската состојба дополнително од пред изборите во овој период. Ќе се соочат со ограничен кадар за реализација. Ќе се соочат со ограничени планови, ќе се со ограничена техничка документација. Не е само финансиските средства, сака да изгради базен, треба техничка документација, експроприација и така натаму. Значи за реализација на најголем дел од проектите ќе се соочат со определени предизвици, меѓу кои се и финансиските. Капиталните инвестиции кои спомна колешката Благица, од 20% до 80% се реализираат. Замислете, просекот беше долго време пола. Пола од капиталните инвестиции со години не се реализирале назад. Тоа влие на довербата кон нашите градоначалници и општини. Во однос на приходната страна дополнително да спомнеме, даночните приходи се само 1/4 од буџетот на општините. 1/4. Данокот нимот е 5 до 6% кај урбаните и кај руралните, од 2 и 10% кај скопските и градски општини стигнува во како учество. Во руралните и во урбаните е некаде колку таксата за јавно осветлување. Данокот нимот. Само да ви доловам каква е структурата неизбалансирана во контекст на финансирањето, а треба слободни средства. Имаме рурални општини со стотини илјади евра буџет сопствен, а треба да реализираат капитални инвестиции. Значи затоа викам, кога ќе видите вистината, ќе ги видиме средствата, ние знаеме што може да се очекува да се реализира. Не е тука ни волјата, не е ни капацитетот на градоначалникот менаџерски. Кога ќе се соочи со ограничувањата кои ги има, најчесто доаѓа вистината. Сега доаѓаме до долговите. Тие се поврзани точно со ова. На едната страна градоначалникот кога ќе дојде или кога ќе сака да реализира, сака да покаже дека што повеќе расходи ќе може да реализира. Капитални расходи и така натаму ќе ги пријави сите и обично тие први се буџетираат. Прво ги буџетирате расходната страна, па после пробате да покриете со приходната страна. Доколку не е доволно балансиран буџетот, има фискално правило кој сега го намалува таа дискрепанца во планирањето. Имате повеќе приходи, односно расходи, приходите не се реализираат во целост. Тоа доведува до дискрепанца и создавање на неизмирени обврски, односно долгови. Кога ќе го видите. И обично ако ги видите реализацијата и на приходната страна, даночните приходи веќе имаат 10 години тренд на зголемување во реализација. Меѓутоа не даночните. Имаат реализација 10, 7%, 20%, страшно, значи даночните и капиталните приходи се оние со кои се балансира буџетот. Да ги во детали да го само да поентирам со последниот дел за долговите. Долговите повторно, сетете се што се случи уште кога ги вратија долговите со тие 50 на милиони евра. Уште тогаш јасно дискутираме, тоа е морален хазард. Не ги враќајте. Или кога ги враќате ги давате сет на реформи кои треба да ги направат паралелно со добиените средства, за да не се повтори ова, да не се повтори од антикорупцијски аспект, правен аспект, неефикасност и така натаму. Повторно, ако ги погледнете долговите се дури изголемени од оние кои беа пред да се дадат 50 на
те милиони. Тоа дополнително обременува посебно само неизмирените обврски. Да спомнам се, половина од сите неизмирени обврски се на општините и на општинските јавни предпријатија во вкупната национална рамка. Извинете ме. Филков да го прашам, ќе им помогне ли можеби парите од унгарскиот кредит кои што беа земени на општините, односно на новите градоначалници во реализација сега на овие проекти кои делумно им се можеби напишани во... Парите од унгарскиот кредит се само еден дел од така наречениот морален хазард што го спомна професорот, затоа што прво беа доделувани од ноември лани до октомври годинава, значи на 12-11 месеци пред изборите, 112 милиони евра, во чудни проекти за асфалтирање на улици, поставување на бекатон плочки, по тротоари и така натаму, многу добро знаеме што значи позајмени пари, така? Тие треба да ги вратиме, па плюс и со камата. А овие пари се во фрлени, да кажам, во крајна потрошувачка, која што нема враќање. Не беа тоа пари кои што ќе не знам, ќе направат некоја индустријска зона, па таму ќе дојдат фирми, па општината ќе може да земе пари од сопствени приходи. Не. Тоа беа пари навистина за, да кажам, едно разубавување малку на општините во очи на изборите. Исто така, да не заборавиме дека ова не е крај. Вкупно се проектирани 250 милиони вакви пари. 112 беа само оваа година и малку лани. Следните се по 70 на 26 и 27. Исто така е интересно што фирмите требаше проектите да ги изградат до октомври годинава, а се така наречени развојни проекти, односно општината да им ги плаќа во рок од 3 години. Кој е капацитетот на нашите фирми, тоа се мали градежни фирми, да направат набавката, а да чекаат 3 години во 3 рати да им се плати пари, да им се плати. Нешто многу нејасни работи имаше околу овие да кажам, проекти, така што допрва ќе видиме и како и дали ќе продолжат да се реализираат со истото темпо како и пред изборите. Изборите завршија, сега доаѓа вистинската работа. Уште еден податок да спомнам на линија на ова што го зборува Борче и Благица. Ги спомна ли некој, како што кажа Благица, освен ѓубрето, ги спомна ли некој локалните јавни предпријатија во кампањата? Да кажам сега, да се изразам поедноставно, градоначалниците со општината ги добиваат и локалните јавни предпријатија. Дел од нив тонат во 128 локални јавни предпријатија, од кои 70 се во загуба. Загубите им се 17 милиони евра, а околу достасаните обврски неплатени околу 200 милиони евра. Знаете за која пара зборуваме? Сите општини заедно имаат вкупен буџет од 1 милиарда евра. Еве годинава, 25-та. Лани реализира 800 милиони евра буџет, сите општини заедно. 200 милиони им се долгови на општини, на локалните предпријатија. И ние чекаме некој услугите и ѓубрето да го исчисти. Ете зошто не се чисти. Само да се надополнам на Герман во однос на долговите. Точно е дека долговите особено пораснаа во последните години и ако на пример ги поврземе со од каде доаѓаат, во еден дел доаѓаат затоа што ја имавме енергетската криза и затоа што особено комуналните предпријатија заради порасна цена на електрична енергија, понатаму електрична енергија е основен импут за произведување на вода, нели нивните долгови се драстично се кумулираа. Меѓутоа, тоа го отвора по прашањето, ако знаеме дека имавме таква состојба, зошто унгарските кредити не се наменија кон сопствено производство на електрична енергија и кон, например, фотоволтаици, каде што утврдивме, имавме искуство за не само одржливост, каде што пазарот во тек на енергетска криза, например, кај приватните компании, го поттикнаа сопственото производство на електрична енергија, подигнаа конкурентноста, ја подигнаа ефикасноста. Истиот пример можеше да се прилагоди и на јавните предпријатија.
и на сите оние јавни институции со кои што се во надлежност на општините. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект е во еден дел јавните предпријатија континуирано работат со загуби заради вкупната неефикасност, партизираноста на истите и несоодветното менеджирање, што може би понатаму дава насока за јавно-приватно партнерство доколку ваквиот систем не функционира. И третиот аспект е цената по која што се нудат услугите на овие јавни предпријатија. Да, апсолутно, тоа се услуги кои што допираат до широка граѓанска маса и треба да имаат социјална компонента, меѓутоа истовремено треба да имаат форма на самоодржливост. Така што за окружена форма на самоодржливост, ако пред малку споменавте дека тие се полнат со партиски кадри, тогаш и не, тоа се врзани механизми. Тоа се врзани и тоа се напластени состојби. Тоа не се состојби кои што се напластиле во минатите 4 или 6 години. Тоа постојано која гарнитура како доаѓа, секоја гарнитура ја партизира јавната администрација и особено тоа го гледаат и го чувствуваат граѓаните на локално ниво. Така сме доведени и до состојбата на вкупната неефикасност и на јавните предпријатија и на општините. А не се толку под радарот на јавноста и на мониторингот и на наблюдувањето, затоа што ако двајца се вработат во општина, сите знаат и тоа е голема работа, а 50 души се вработат во локалното јавно предпријатие, секогаш се партиски од кој е на власт таму локално, тогаш не се ни слуша тоа, така што таа неефикасност доаѓа од таму. Законот убаво вели дека ако заврши со загуба едно јавно предпријатие, директорот мора да поднесе извештај како ќе се справи со загубата во следните 6 месеци. Ако не се справи, треба да биде разрешен. Сте чуле некој директор на локално предпријатие да е разрешен по сила на законот со оваа основа? Од овие кои што ги споменавте, во град Скопје што се разрешија многу директори, да се нашалиме причини. Сакав само да дополнам, јас малку поназад за ова унгарските, сакав да го поврзам со напластените проблеми кои ги спомна Благица, посебно со капиталните трансфери. Болката на капиталните трансфери не е од унгарските, таа е од претходните скоро 2 декади. Имаше неколку анализи за самата распределба на капитални трансфери во изминатиот период. Ние сме правеле неколку од нив. Што покажа дека има дискреција во нив во распределбата на парите, дека се повторуваат они не знам 13-14 институции, дека слични повици има во различни институции, дека критериумите не се транспарентни. Тоа го утврди Државниот завод за ревизија, дека резултатите од конкурсите кој ги добива средствата исто така не се на конкурентна основа, односно нема резултати од ефектите кои се постигнати со овие капитални трансфери. Значи самиот механизам на капитални трансфери беше проблематичен уште пред да дојдат овие средства. Затоа имаше една поттик за една реформа да се направи конкретни индикатори, распределба, односно на почетокот на годината се знае која општина врз кои услови би добила колкава средства од овие пари. Се зборуваше за зрели проекти. Само да поентираме, подсети за Герман, уште една работа која генерално ќе се претпоставува ќе се сложат колегите, а тоа е програмата за капитални инвестиции. Каде е приоритизирањето и капиталното планирање? За вакви моменти како унгарскиот кредит треба да имаш механизам воспоставен. Имаме приоритизација, тогаш се случи да пријавиме проекти. Сега слушаме дека во определени општини дули и граѓаните и внатре има неусогласеност дали проектот бил најголем приоритет на општината. Затоа рековме, ако имаме систем на приоритизација, кои се 5 клучни проекти во општина Центар, Карпош, Влаја на пример и така натаму, ние се поклопуваме, односно се поврзуваме со нив. Ако немаме систем, ние сме оставени. Ќе се вратам на јавните на темава, да не заборавиме дека во очи на минатите локални избори 35 милиони евра се дадоа од неизградениот штипски аеродром на општините во 21 година, а имавме избори во октомври исто така. Само што тогаш ТАВ ги даваше директно, ги префрлаше парите на фирмите, а сега секоја си прави свој тендер. Така што и тие 35, и 50, и овие веќе 200 милиони во 4 години, мислам дека пред 5 години мора некој ефект да се побара од тие пари. Пред 5 години. Да не го гледаме тој ефект, со глед дека се уште се покажа дека 30 до 40 општини не добиле воопшто капитални трансфери во изминатиот период. Значи самиот систем треба да биде потранспарентен. Така да системот за капитални трансфери треба да се отвори. Само еден пример да ви дадам, рековте задолженоста. Знаете за она рамката кога определена општина со блокирана сметка. Локалниот или местниот суд донесува рамка, таа функционира под рамката. Сега видите се случува и јавното предпријатие да е во рамка. Да. Јавното предпријатие користи вода.
Не ја плаќа водата, го повлекува и водостопанство во истиот. Сакам да кажам, тоа е една алка која ќе тргне од една страна, општината го субвенционира, тоа работи неефикасно, тоа е поврзано со други субјекти кои што не ги плаќа своите обврски и ние влегуваме во еден круг. Да, но тоа ми беше и следното прашање, особено за јавните предпријатија. Како тоа да се смени, кое е решението? Лагица спомена јавно-приватно партнерство. Во која насока треба да се движи? Партизацијата ја споменавме, меѓутоа тешко дека гледаме дека некој ќе се откаже од таков тип на менаџирање. Во планот за раст има еден, да кажам, една цел што треба да ја оствариме, нема да ја оствариме, нема да ја оствариме како што е замислена, меѓутоа веќе се формираше работна група за изработка на нов закон за државни предпријатија, каде што за жал нема да влезат локалните, каде што токму треба да се одговори на државните генерираат, да се обиде да законот да ги стегне овие вентили, да кажам, и да ја зголеми нивната ефикасност и да ги намали загубите и да ја намали партизираноста. Тоа се сепак предпријатија државни кои што локални или државни во случајов кои што сепак покрај таа јавна компонента треба да имаат и дел да се свесни дека работат на пазарот на кој што некој им дал да бидат монопол или да бидат единствени снабдувачи. Така што ќе се направи обид, меѓутоа ќе видиме кога и како да го подобрат во оваа насока. Прво треба да се постави целосна рамка за нивно финансирање и поддршка. Ние сега немаме ограничување кога општината го субвенционира и поддржува. Логички е кога има капитална инвестиција да го поддржи општината, не да го поддржи за тековни плати и надомест. Тоа е на страната на целосно финансирање. Како се бира менеджментот? Каква е структурата на вработени? Може и да се направи бенчмарк и да се утврди кој е оптималната ниво на предпријатие. Колешката Владица испомна тарифите, услугите и така натаму кои се потценети. Гледате дека имавме во определени совети градоначалникот сака да ги зголеми, советот иако нема економска логика, советот го одбива, не сака да ги зголеми давачките за услугите. А тие се, замислете, рацете и нозете на општината. Чистење, без јавно предпријатие општината тешко може да функционира. Добро, но цената може да се зголеми само кога предпријатието ќе покаже дека рационално ги користи парите што ги има. Дека нема партиски вработени, дека не крадат, дека не местат тендери, значи тогаш може да се зголеми. Тоа беше поентата и на она што го спомена. Може да се примени, например, кај ако ги анализираме вкупните буџети на реализација на буџетите, општинските буџети, ќе забележиме дека имаат тренд на пораст на реализацијата. Зошто е тоа? Заради воведеното локално фискално правило, каде што ги ограничува на каков начин тие ќе добиваат средства и има форма на награди. Исто треба да се примени и кај локалните предпријатија, каде што ќе имате јасно правило, вие нема да можете да добиете повеќе средства ако овие услови не се исполнети. Исто така, не знам. Град Скопје ги зголеми платите, видите, не се сеќавате да ги зголемија платите на вработените. Убаво рече Владица, може да има перформанси и критериуми. Меѓутоа видите уште една работа, ние често го забораваме. Она со надоместоците. Надоместокот во право сте, треба да покажат дека ефикасно работа, дека нема загуби и така натаму. Меѓутоа, дури и кога е пониска цената, има она сошијал елемента. Таа се пресметува и кажувате дека вие ја покривате за граѓаните. Ние често забораваме и ги креаме очекувањата и граѓаните мислат дека услугата е ефтина. За голем дел од нашите услуги, и водни, и секакви, државата ги плаќа делот кој треба да биде во реалната цена. Како на картите на Визер што не пишува дека и јас им ги плаќам на тие што летаат ефтино, бидејќи државата ги субвенционира. Треба да биде наведено. Мислат дека компанијата има ефтина карта, а не пишува дека владата, односно граѓаните им помагаат. Филков, еве, клиентелистичкиот однос на тендерите го споменавме и на почетокот, меѓутоа како новите градоначалници да ги не се случи повторно да биде доаѓаат нови, ги менуваат само старите фирми со некои своји други блиски, како да се тргне тој клиентелистички однос? Тоа оди тешко затоа што прво да кажам, на второ ниво градоначалниците во таа смисла одлучуваат. Фирмите најчесто се предодредени на малку повисоко ниво. Со години има неколку лоши перформанси што се повторуваат без оглед на градоначалниците кои се. Еве, јас ќе кажам дека половина од општините, над 40, од нашите 32 антикорупцијски индикатори во јавните набавки, ни половина не остваруваат.
Значи, парите што ги трошат не им се заштитени од корупција. Општините повеќе од половина многу лошо стојат со процент на тендери со една понуда, што го зборувавме. Значи, добива само тој што знае дека ќе добие, другите не се не пријавуваат. Половина општини многу лошо стојат со концентрација на една фирма во вкупните набавки. Негде има и до 80% една фирма учествува во набавките на некоја општина, 50, 40, 30, над 40 општини ги имаат овие високи проценти. Така што, пак ќе кажам, таа една вообичаена, за жал, практика, без оглед се менувале градоначалници, состојбата останувала иста. Само се менувале фирмите? Фирмите се менуваат, пак ќе кажам, поголема промена на фирмите има кога се менува власта на национално ниво. Некои си остануваат континуирано, има нови играчи, некои си заменуваат, тоа може лесно да се следи. Веб страна има да е Герман, Тоа лесно се следи, меѓутоа и на локално ниво се забележува одеднаш промена во локалните фирми, иако и фирмите не се даваат толку лесно да зависат од промена на градоначалник, па и тие си го делат претходно пазарот, така што мислам да не ги обвинуваме само едната страна, за корупцијата треба двајца, така што и фирмите си го делат пазарот, си ги делат институциите и проблемите се многу сложени, има решенја секако, меѓутоа мислам дека секој може да почне прво од себе градоначалник, да не спомнав, има општини кои што многу добро стојат во овие антикорупцијски индикатори. Горе-доле сакав да направам една анализа дали се истите градоначалници, меѓутоа во тие добрите општини, ако градоначалникот пак се трчал во овие избори, победил. Значи, се препознава тоа од локалната заедница. Од и тие фирми се вработени луѓе што живеат во општината. Ако општината е честна во јавните набавки, има висока транспарентност, честна е пред граѓани. Може да ги има неколку, има значи до институцијата е во прашање, така. Во јавните набавки има само неколку кои што така се издвојуваат, да кажам. Ете, од нашето истражување, значи имаат 60-70% остварување на антикорупцијски индикатори во јавните набавки. Кавадарци, Велес, Пробиштип, Струмица, Ресен, значи тие се, да кажам, во врвот. Ајде да ги спомнеме и тие на дното, и не е фер само тие на врвот. Кратово, Гостивар, Студеничања, Речиново, Долнени, Врапчиште, Шутори, Зелениково, Аеродром, Вевчани, тие се на обратната страна со 30% остварување на овие антикорупцијски индикатори. Како и да е, сите треба повеќе да направат. Пак ќе кажам, решенија има и само треба еден чесен пристап. Ништо повеќе од тоа. Законот е доволно либерален, овозможува секој да набави тоа што навистина му треба. Треновски, колку тука и улогата на државната ревизија, Филков вели има решенија, можеби кои се и решенијата е прашањето, но и колкава е улогата на државниот завод за ревизија при контролите ревизиите кои што се прават и на општинско, на локално ниво, и колку тоа навистина понатаму кога ќе се напишат тие извештаи вродува со плод или останува само нешто што е напишано на хартија како забелешка? Видите, ова што го спомна се Герман е точно во насока еден тип на ревизија на јавните набавки. И ревизија да работи по слични критериуми, ги обезбедува податоците, ги рангира, ги анализира, утврдува дали има, не можеме да се сетам на бројките, меѓутоа во контекст на јавните набавки значаен процент беше покажано дека не били испочитувани процедурите. Тие беше во некој понос извештај. Не само на дворешната ревизија, државната ревизија, внатрешната контрола и внатрешната ревизија е уште поважна во оваа насока. Јас би сакал да верувам она што го спомна Герман дека не е до градоначалникот, него е до институцијата. Ако останат високите критериуми се смени градоначалникот, значи создале систем кој обезбедува силни јавни набавки на локално ниво. И обратно. Ние знаете дека со внатрешни ревизори, 2/3 од општините скоро и да немаат внатрешни ревизори, дел ги преземаат, внатрешните контроли многу ретко комуницираат. Значи управувањето со ризик на локално ниво, било каков корупцијски ризик, не само со јавните набавки, е исклучително важен. И тој дел го потврламе ние во општината. Прво, немаме капацитет, второ, не го правиме и затоа се прават грешки. Во голем дел од општините кои сме ги посетувале во минатот,
во значаен дел тврдат дека не може да ги толкуваат правните акти, не се сигурни во дали го спроведуваат правилно законот. Значи треба и друга поддршка да им се обезбеди во таа насока. Од друга страна државната ревизија гледате дека е прилично агилна. Имаше за собирање на сопствените приходи некои извештаи, па имаше за јавните набавки, па имаше сега за користењето на водни ресурси, за образование и така натаму. Значи меѓутоа капацитетот и на надворешната ревизија е многу ограничен. 6 до 8 општини годишно. Тоа значи ви требаат колку години? 20 на години да ги поминете сите општини. Значи после 20 на години замислете колкава е. Имало општини што не биле, замислете, декада две предмет на државна ревизија, за да им каже на кој начин да го насочат. Втората работа е што се презема после тоа. Затоа и го прашав ова. Бирото за јавни набавки и другите имаат црвени индикатори, имаат знаменца, прават анализи. Што понатаму? Дали каков е политичкиот, како да кажем, волја? Државниот завод за ревизија гледат има низ нотирање. Ако ги видите извештаите за општините, ако не се лажам, преполната година, не знам оваа, скоро сите беа со задршка или со негативно мислење. Замислете, сега не тврдам дека имало криминал па до обвинителство е поднесено, меѓутоа имало голем број на забелешки. Тие забелешки мора да се адресираат. И државниот завод за ревизија да работи со општините, да види дали е од правна смисла, дали е прекршен законот и така натаму. Меѓутоа и да се разгледуваат, она што убаво го рековте вие, дали се разгледуваат тие забелешки. Во собранието сите извештања на државниот завод за ревизија треба да се дискутира. Законот, колку што знам за државниот завод за ревизија, се уште заглавен во собрание, не е донесен. И механизмите за контрола практично. И механизмите за контрола, затоа што државната ревизија, буџетот, таа е една од клучните институции со управата на приходи и другите и за јавните приходи, меѓутоа и за контролата. Има еден во извештај од годишен државен завод за ревизија, ако не се лажам, има еден дел кај што вика колку е вредноста за пари, на еден денар вложен колку се враќа. И тоа го препознаа голем дел од европските земји. Буџетот што го даваат неколкупратно се враќа во буџетот на државата преку вакви проневери, намалување на ризици од корупција и така натаму. Така да за општините ќе биде уште поисклучително важно. Меѓутоа ако остане капацитетот на 6 општини годишно со ревизија, ако нема нови алатки и ако нема дополнителна едукација и контрола и санкции за дел од општините, ние мислам дека да, но еве имаме само извинете да се надоврзам. Сепак државната ревизија е, да кажам, експост контрола, откако веќе се ќе биде направено. Таму има други механизми. Имаат препораки, па имаат уште еден чек дали ги спроведуваат препораките, па има на влада презентирање на извештаи за владините институции и така натаму. Парламентот, за жал, пред 15 на години сам се откажа од задачата или функцијата да расправа по извештаите од Државниот завод за ревизија и се одзеде сам својата, да кажам, уставна функција да ја контролира владата како ги троши сите заедничките пари. Меѓутоа ова што кажавме што недостасува. Внатрешната контрола треба да почне од секоја институција. Внатрешната ревизија кај нас навистина е проформа. Училиште, јавно предпријатие е предвидено во планот за раст. Значи јавните предпријатија се таму, сите се таму. Сите институции, од внатре контролата прво треба да почне. Проценка на ризици, напаѓање на тие ризици со конкретни мерки, па потоа ако излезе од институцијата, па ќе дојде и до ревизорот. Меѓутоа, пак ќе кажам, заедничкиот именител на се ова што недостига е неказнивост. Да, токму тоа беше неказнивоста, бидејќи законот постои и кај јавните предпријатија, доколку има загуба, си кажува точно законот што треба да се направи, меѓутоа тоа не се спроведува. Санкции, колку и тие може да вродат со плот ако некој не ги спроведе реално. Видете, ние ако слични табели како Герман сме правеле на аспекти на извршување на буџетите и горе-долу резултатите се многу слични, кои општини перформираат солидно од различни аспекти. Вие ги споменавте од аспект на јавни набавки, кај нас ги имаме од аспект на реализација на приходи и расходи и резултатите се многу слични. Да. Тоа индицира дека ние имаме фискално робусни општини кои што имаат системски силни механизми. И од другата страна имаме општини кои што имаат системски слабости и без разлика од кој аспект ние ги анализираме, така што не е поентата ние да ги адресираме сега само јавните предпријатија, да ги адресираме само јавните набавки, не, кај општините кои што имаат системски слабости
слабости и тоа се покажува од различни аспекти, ние треба да воведеме можеби и техничка поддршка за тие општини, како нивните капацитети да се зајакнат од една страна, а од друга страна да се отклонат тие слаби алки кои што постојат, за кои што во еден дел тешко е да се искоренат. А замислете со законот за буџети дека треба и тригодишни буџети да прават. Да, тоа е друга болка дури на национално ниво, каде што јас тврдам и верувам дека со среднорочната буџетска рамка може да се отклонат дел од дефектите на реализација на капиталните расходи. Меѓутоа, во делот на имплементација на среднорочната рамка, пак тука ни се потребни капацитети не само во Министерство за финансии и во линиските министерства пред се, кои што треба да ги избуџетираат тие програми. Само да спомнам, утрото имавме дискусија точно на оваа тема за која спомна Герман во контекст на ризиците и антикорупцијски и во јавните финансии и така натаму, што може да се направи. Јас дискутирав и мислам дека имаше и консензус во однос на таа работа. Ви рековте експост, точно е. Внатрешната ревизија треба да ги контролира процесите, како да го кажеме, перформансите во определени сектори и така натаму. Индикатори за рано предупредување во определени сектори. Веќе постојат, јас сум ги видел во соседната Бугарија, ги имаат индикатори за рано предупредување од финансиска нестабилност. Значи 3 години пред веќе да влезе во финансиска нестабилност општината, гледаат дека состојбата во неа не е добра и се преземаат активности. Предложив се баѓа дискусијата меѓу колегите, која беше на масата, сега да не именувам институција меѓународна беше организирана, беше поврзана со early warning indicators на повеќе делови. Вие ако имате просек, ако имате 5 пати над просекот при времени вработување, ако имате реализација ниска на наплата на определени даноци, ненаплатата на данок може да е поттикната од било какви причини. Ако имате она што го спомнавте во контекст на определени расходи, во определени набавки, значи ние мора да имаме збирни индикатори кои ќе го види здравието од повеќе аспекти пред да се влоши. Да биде она баш ред флекс, господина Преска, витоа овие се индикатори за рано предупредување дека општината можеби и тогаш да се даде определена поддршка. Не знам дали знаете, сега гледам се спомнува ресурсниот центар, Министерството за локална, точно во таа насока почнува да се отвара дискусијата дали е потребно на едно централизирано, не централизирано, и тоа на општините кои немаат доволно капацитети за да ги исполнат надлежности, да им се даде конкретна поддршка за исполнување на тие надлежности на терен, односно да им се даде директна поддршка да ги исполнат. Океј, ќе завршам тука за да не ве... Да, еве, тука секако е и прашањето за наплатата, колку и самите општини успеваат да си ги наплатат и приходите и даноците и неданоците. Вие зборувавте на почетокот кои се општините каде што тоа може би оди најдобро, а каде што оди малку потешко, со оглед дека и таму има една хетерогена структура и во тој сегмент. Особено е хетерогена наплатата и особено е извршувањето на приходната страна кај општините. Значи имаме фискално робусни општини, така ние ги класифицираме. Тоа се општини кои имаат висока наплата и на вкупните приходи, односно извршување на вкупните приходи, имаат висока наплата на сопствениот данок, односно данокот на имот, каде што тука забележуваме над 90%, дури некои општини над 100% имаат извршување на тој сопствен данок, меѓутоа исто така кај овие општини и учеството на данокот на имот е многу високо во нивните вкупни приходи. Тоа се генерално поголемите општини, но сепак упатуваме не сите големи општини може да се класифицираат тука, затоа што забележуваме и низа на поголеми општини кои што имаат висока реализација на вкупните приходи, но сепак реализацијата на сопствените приходи е многу поумерена, што значи дека кај еден дел имаме голема зависност, иако имаат капацитет внатрешен за реализација на вкупни приходи, сепак волјата за реализација на сопствените приходи и извршувањето е многу по-ниско ниво. И трета категорија се општини каде што иако прават извонредни перформанси во реализација на вкупните приходи и на наплата на сопствените приходи, тоа навистина гледаме дека се општини кои што имаат фискална дисциплина, имаат внатрешен капацитет, сепак учеството на вкупните на данокот на имот и нивните лични приходи во вкупни приходи е многу мал. Зошто? Затоа што даночната база е многу мала. И тука се некои од помалите општини кои покажуваат добри перформанси. Така што ние не може да секогаш кажеме дека големите општини се исклучиво тие кои што работат добро и имаат капацитет, а малите општини се тие кои што не работат добро, не.
Но се подобрува од друга страна и самата наплата. Да, се ако ја погледнеме и имаме општини каде што забележуваме дека волјата е многу ниска и за наплата на сопствените приходи, главно се подкрепуваат на приходите кои доаѓаат од централен буџет, но исто така и вкупното извршување е ниско и тие се овие општини кои што навистина се црвен аларм и ги забележуваме низ различни низа на индикатори. Нас не ни треба посебна матрица за early warning indicators. Доволно е на едно место да ги ставиме сите анализи кои што сме ги правеле во изминатите години, многу лесно ќе ги идентификуваме кои се општините кои што имаат системски слабости и навистина треба сериозно да размислиме ако тоа го идентификуваме, на овие општини им е потребна техничка поддршка. Каде е вклучен црвениот аларм? Во смисла на кои се општините, па исто како Герман, јас ќе ги спомнам оние кои што се на врвот и оние кои се на дното, горе-долу се слично оние кои што супер перформираат, например општина Илинден, општина Гевгелија, општина Кавадарци, Охрид е една од општините која што доста добро функционира. Од помалите општини навистина би сакала да ги издвојам, не знам, например Крушево, која што прави извонредни напори и во делот на реализација на капиталните расходи и во наплата на сопствените приходи, иако даночната база е мала, а додека на дното се Рачиново, Врапчиште, Кратово, Маврово, Ростуше, Чашка, Старно Гориче. Тие се некои од општините кои што се светла и помалку светла точка на другата страна. Само сакав да се фокусирам јас на наплатата, пошто зборуваме, вие рековте наплатата. Ние мора да имаме сега една интересна, треба да се отвори оваа дилема. Колешката сега анализираме наплата од планираното. Треба да сватиме дека планираното не е потенцијалното. Облогот на приходите ги дефинираат сами општините. Ако го стави пониско, таа и 100% ќе го реализира. Не значи дека потенцијалот е на тоа ниво. А секоја општина има различен потенцијал. По зависно дали има рудни богатства, има концесии, има и така натаму, значи сосема е различен. Анализите покажувале, еве како зборуваме во контекст на наплатата, ги анализираме по глава на жител. Тоа е исклучително важно да не е вкупното, пошто по глава на жител дава вистинската слика. Вие ако имате општина која по глава на жител има поголема реализација, покажува дека таа е многу поефикасна. Например, овие големите општини инаку доаѓаат. Кои се некои клучни заклучоци, јас за кои може да ги дополнам на колешката, инаку се согласувам со целата дискусија. Определени општини континуирано се радното, другите континуирано се горе. Значи тоа кој викам континуирано, значи 10 години, не е тоа континуирано една година или две. Определен приход го реализираат на највисоко ниво, другиот на најниско. Значи има дисконтинуитет. Има општини кои 3 години добро ги прибираат приходите, следните 3 ниско, кои не се ни поврзани со Сакам да кажам, има некои дисконтинуитети кои тешко се образложуваат. Меѓутоа во контекст на наплатата, Наташа, тука треба сериозно да се зајакне целосниот систем. 60% од општините се изјасија на анкетата дека немаат право даночни инспектори се на сесто од 14 до 16 во цела држава на локално. Немаат даночни инспектори, 65% дека немаат доволно опремено даночно оделение за да си ги соберат своите приходи. Со данокот на имот, 70% кажале дека се уверени дека 50% од данокот не е собран. Сега да не ги дискутирам секое прашање од тие поврзани со данокот, со собирањето на данок и така натаму. Меѓутоа, од едуцирање на даночните обврзници, од систем за присилна наплата, од предпополнети даночни пријави, од проширување на даночната база, евидентирање на даночните обврзници на терен, од само евиденција, постојат низа алатки кои не чинат многу средства. Меѓутоа, општините е потребно да ги споделат со цел да се ги соберат сопствените приходи. Верувајте, даночните приходи на општините се едни од најниските, ако ги погледнете во регионот. Веќе подолг период. А зошто е толку тешко да се приберат сите овие работи кои што ги... Веројатно е потребно и ќе се надополнам на она што колегата Борче го спомена. Значи, нас ни се потребни механизми кои ќе бидат автоматски впрегнати, не да биде тоа волјата на даночниот обврзник дали јас данокот ќе го платам или не, туку тоа автоматски треба да биде наплатата. Второ, дигитализација на катастарските евиденции, затоа што во голема мера дел од општините немаат и реални катастарски евиденции, каде што тоа треба да им биде првиот индикатор за да знаат колкава е и вренувањето. Вториот дел е вренувањето на од кога памтам за себе, чекаме да се спојат општините со катастарот. Ама, Герман, не ја кажавме најважната работа. Една од најниските стапки на данок на имот во Европа.
Сега да кажеме ние, како бразата едно е прошируваат, имаме најниска стапка. Не, стапката на имот е тоа е за дискусија. Меѓутоа, катастар да се поврзи, што вика Благица, дигитално со општината, да има таа во секое време. Тоа јас мислам ниту е квантна механика, ниту е нешто многу скапо, така. Само уште една работа да отвориме и во контекст на тоа. На терен вреднувањето е незаменливо, затоа што катастар ги има податоците од купопродажбата. Може поминале 15 години од тогаш и куќата имаше 2 спрата. Не значи дека е финалниот. На терен евалуацијата е најважна нијанси. Тоа се меѓутоа сакав друго да кажам. Се сложувам. Меѓутоа, каде е оданочување на државен имот? Каде е прогресивен данок ако поседува повеќе од 3-4 видови имот? Каде е компании оданочување на имот воспротивно на луѓе? Под Чешка, Словачка, Полска 10 пати е поголема ставката ако правиш бизнис од имотот во согласност ако некој возрастен живее во станот. Сакам да кажам мислам дека прво да имплементираме ова што имаме, ќе бидеме фантастично спремни затоа што проценката е дека ако се собере некаде лежат околу 100 милиони евра дополнителен данок на имот. Не може општина да има 0 приходи од данок на имот и да вели немам увид во имотот на... И да добие пари од државата за да го плати. Додат морам тука кусо реклами, потоа се враќаме во финишот на емисијата. Назад сме во топ тема, Филков, Триновски и Петровски, мои гости вечерва. Со оглед дека имаме уште прилично кратко време до крајот на емисијата, би оставила простор за она што е клучната порака за новите градоначалници на која што треба да се фокусираат практично од првиот ден. Дебатата во студиото и за време на рекламите некако заврши во оној сегмент на прибирање или неприбирање на данокот на имот. Еве Треновски, дали тоа треба да биде можеби едно од првите нешта на кои треба да се фокусираат? Видите, првото седнување на фотелјата градоначалниците треба да предпоставам да направат повеќе работи. Едно од работите одма да го побараат буџетот. Да ги побараат на платата на приходи и тоа по населени места, населби и така натаму. Тие треба више да го имаат буџетот во главата. Сега да ги добијат деталните информации за наплатата на данокот на имот. Да ги побарат договорите за јавни набавки. Да ги проверат договорите и текот на донации кои се влезени во општината. Така, да ги проверат дали имаат листа на потенцијални капитални проекти и план на капитални проекти, како би ги приоритизирале во неа. До каде е текот на секој од овие капитални проекти со кои се работуваат. Да го побараат органограмот и да побараат да ги видат низата на вработени, привремени вработувања и така натаму. Да ги побараат резултатите и извештаите од јавните претпријатија и од сите нивни локални јавни субјекти. Со цел да видат во каква состојба е нивната општина, и кадровски, и финансиски, и потенцијалот на капацитет, за да знаат дали ќе може да ја реализираат програмата. И уште една работа би им посакал, да ги видат своите капацитети, да ги споредат со политичката програма која имаат. Доколку видат дека капацитетот е ограничен, да не одат со главата во зид. Не е грешка, јас мислам дека народот ќе го поддржи да поддржат било кој проект кој е од интерес на општината, макар и да го понудил претходно кандидатот спротивната партија. Што тоа не е случај, често го гледаме. Филков, во делот на транспарентноста, како да се подобри таа, особено кај локалните јавни претпријатија? Се чини дека во годинава кога има зголемени капитални трошоци и некои други комунални проблеми, еве повеќе од 50% од општините ја намалија транспарентноста во изборната година, наместо да ја зголемат, што ми кажува дека не и на овие новите не им била на прво место кога се надпреварувале за да ја добијат довербата на граѓаните. Ме потикна ова, на вашата телевизија имаше една дебата, минатите избори за градоначалници на една голема општина. Само водителката го знаеше буџетот на општината. Ниеден од кандидатите, а беа сите, не го знаеше буџетот на општината за која се надпреварува да станат градоначалници. Така што мислам дека прво кон граѓаните треба да бидат искрени, транспарентни се што прават и се да го прават јавно, затоа што така полесно ќе им поминат и проектите, и идеите, и замислите. Се друго
се друго граѓаните мислам дека препознаваат кога се на еден начин изиграни на овој начин, односно кога се зборува едно, а се прави друго. Да, има ветување во програмите за зголемена транспарентност, отчетност, јавни седниците да бидат јавни. Тоа се само ветување. Има ветувања, некои ги спроведуваат, а некои тоа што го ветуваат на хартија и реалноста што ја прават, навистина не се, меѓутоа и ние не можеме да постигнеме се тоа да го мониторираме, да го забележиме, да го објавиме, затоа вака да кажам комплементарно се надополнуваме. Петрески. Па, веројатно, во интерес на времето ќе спомнам дека исполнувањето на квалитетни локални јавни услуги е нешто кое што граѓаните после се ова што го видовме го очекуваат, особено во Скопје. Вториот дел е фискалната дисциплина, особено кај локалните јавни предпријатија која што мора да се консолидира. Тука се и вкупните долгови кои што општините ги имаат, апсолутно треба да се консолидираат. На приходната страна, прибирањето на сопствените приходи е еден од предусловите за повисоки средства со кои што може да реализираат приходи градоначалниците и секако да се вратам на крај на расходната страна, имплементацијата на капиталните проекти кои што особено ќе влијаат на долгорочната развојна структура на секоја општина, се дел од препораките кои што треба градоначалниците да ги имплементираат во следните 4 години. Јас ви благодарам на сите за вечерашното учество во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Секако станете и понатаму со програмата на Телма.